Добар ден, гемиџи, каде и да сте? Денеска ова е на Илинден направено официјално, така да, иако вие го гледате на трети, јас уште еднаш би сакал да ви го честитам Илинден. Ово е голем празник на македонците низ целиот свет. Ово е најсветол ден на македонштината, така да се надевам дека си минете добро, иако пак ќе кажам ово го гледате малку касно, ова јас пред додам да прославувам. Кога веќе сум на работа, сакав да направам видео кое што верувам дека на сите ви е потребно. Денеска имаме многу битни вести, посебно околу оние три коини, токени кои што моментално прават трансфер на својот коин, односно токен од еден во друг тип. Така да тоа е нешто што е многу битно и сакам да го поминам заедно со вас, како и некои други битни вести. Така да се надевам дека ќе уживате како и секогаш. Altcoin Invest е едно од нашите најпопуларни видеа, а нормално во текот на овој ден очекувајте и за избор нормално на гласање за што потенцијално ќе гледате во неделното видео, ако веќе не е објавено на нормално нашите Facebook страната, на самиот community tab на YouTube, како и на Twitter профил. Сега за почеток би сакал да почнам со некои преглед на индикатори и altcoin сезона вести во однос на тоа што случува моментално генерално во altcoin сезоната. Знаете, секогаш почнуваме со ваков тип на да речем информации, каде што погледнете, значи ова е доста интересен момент од иако е малку постар, идејата е дека гледаме се поголема и поголема токенизација на ствари од реалниот свет, каде што ова нормално се однесува на treasury bills, односно ова се краткорочни обврзници на Америка, односно нејзин долг. Со тоа што гледаме дека буквално, значи од апсолутна нула во јануари 2023 година до средината на 2024 година ние сме достигнале повеќе од 2 милиарди долари, веќе официјално имаме повеќе од 2 милиарди долари токенизирани обврзници во оваа ситуација, нормално краткорочни, каде што сега веќе еве како изгледа, значи скоро, не повеќе, туку еве скоро, официјално, моментално само да видам колку е тотал на сето ова, значи е 1,8, скоро 1,9 милиарди долари. Така да имаме голем напредок и тоа повторно кога морикански долг се токенизира, замислете што останува за останатите работи. Затоа и ќе го покажам нормално Global Bonds, ова се 21, скоро 22 милиони, тоа се обврзници на други држави на глобално ниво. Потоа private credit нема да обрнеме премногу внимание со оглед на фактот дека истиот е приватни организации кои што така речено користат ова како токенизација на договори за долг, практично за позајмување, додека commodities, ова е претежно злато, каде што имаме скоро 1 милиарда, 950 милиони долари токенизирани ресурси во оваа ситуација, како што може видите и сами, најголем дел од тоа представува злато, односно токенизирано злато, каде што нормално PAXG и ова е на Tether, златото се нормално највеќе со скоро 450 милиони секој од нив. Се интересна работа која што мораме да напоменеме е дека се повеќе и повеќе гледаме тренд кој што ги зафаќа акциите. Тоа е она што највеќе ни интересира, затоа што јас верувам дека акциите ќе имаат и најголема потреба и употреба за токенизирање. Со тоа што иако сега има само скоро 4 милиони долари, битно е да забележиме дека сега не знам дека ги нема, но претходно ако се сеќавате дека ги имаше и Apple, и Amazon, и Microsoft, само да видам дали има некоја, не. Чекај да видиме. Не. Сега за сега гледаме само на Coinbase и на S&P 500. Но како и да е, овдека беа и и други, не знам зашто се тргнати искрено. Еве, погледнете. Nvidia, Intel, Microsoft, Tesla, но верувам дека ова е само почетен капитал кој што сега за сега се уште се користи за тестинг. Значи верувам дека ова понатаму ќе пробие и тоа многу. Сега ова е околу real world asset токенизација која што пак претежно ја следиме со altcoin инвестите, но сега би сакал да се фокусираме на алткоините сами по себе, каде што нормално прво почнуваме со тоа како се развивале во однос на скрипти и понатаму на годишно ниво гледаме дека ICP, Ethereum, Cardano, Flow, Arbitrum, Audius, Polkadot и така натаму, гледаме дека тие се стандардните шампиони, додека на последната неделно ниво во однос на оние блокчейни кои што имаат лично на својот протокол највеќе скрипти, на прво место Ethereum, ICP, Cardano, Flow, Cosmos. Повторно, стандардна екипа со тоа што овдека ни фали Polkadot, иначе тие се вообичаените обвинети, додека во однос на нивниот екосистем Ethereum е на прво место, Scale, искрено прв пат слушам, ова е нешто што досега не сум го видел,
Algorand, Arbitrum, Polkadot, повторно вообичаени обвинети, пак ќе кажам. Така да тие се тие што највеќе се развиваат, тие се тие кои што имаат највеќе GitHub скрипти. Сега овдека би сакал малку да се задржам на нешто интересно. Во оваа ситуација, ако се сеќавате баш и во последните две видеа каде што правевме техничка анализа на алткоини, го увидовме тоа дека се ногаме доста ниско кога станува збор за алткоин сезона индексот. Но во исто време гледаме дека не е само овој индекс, нормално има и други показатели. Сега ова ние не сме го анализирали затоа што јас не сум имал време да направам соодветна техничка анализа, имало приоритети, сме правеле на традиционални пазари, на така натаму. Овдека има интересни податоци кои што ги издвоиле други аналитичари на пазарите, кои што исто така покажуваат токму тоа што јас го зборувам. Односно, еве овдека еден најдобар пример. Значи, ова е индексот Total 3, кои што ги опфаќа алткоините без Ethereum, Bitcoin и стейблкоините, кои што гледаме дека имал стандардна Wyckoff акумулација. Значи, гледате овдека баш многу добро се гледа, каде што сега моментално буквално се ногаме на крајот на првата корекција во патот кон дистрибуција. Така, ова е маркап периодот, каде што гледаме нели пробивање надвор. Ова е тоа што ние го гледавме од октомври до март, а моментално оваа акумулација е стандарден флаг формација на вкупната Total 3 маркет капитализација. Со тоа што значи прашање само на време кога ќе експлодираме повторно нагоре, повторно дали ова ќе биде утре или ќе биде за 2 месеци, тоа не го менува фактот долгорочно дека се движиме во таа насока, се разбираме. Мене ме интересира долгорочно, краткорочно не ме интересира ништо. Ако планирате да тргувате, тоа е на вас, ја ви кажувам што моментално можам да видам долгорочно. И нормално е уште една интересна вест која што исто така е од крајот на јули 26. Значи ова се неколку интересни работи, ова е истата првата ја опфатиле овде, со тоа што ова е нормално биткоин доминацијата. Сега немаме време да поминеме преку овие чартови, не е лошо да направиме во следната техничка анализа и анализа на Total 1, 2, 3 и маркет и доминација на биткоин, па потенцијално и на Ethereum, каде што буквално како и во претходните бул маркети, значи гледаме дека само што не сме дошли до потенцијален топ на биткоин доминацијата на негде околу, само да видам точно како би изгледало овдека, негде околу 55%. Тоа што ова е локално дно од претходниот бул маркет, ова е оној summer low кој што го добивме, со тоа што гледаме дека моментално овдека како се повеќе и повеќе се намалуваат овие свеки, така се повеќе и повеќе се приближуваме до крајот на, односно врвот на биткоин доминацијата, со тоа што како ќе падне доминацијата, така влекуваме во алткоин сезона. И уште еднаш, значи гледате ово, многу луѓе го очекуваат, гледаме и овде, со тоа што овдека е ставена, само да видам, на Total 3, само да видам која е оваа мерка. Че ова е долгорочна средна вредност, само за жал не е пишано на колку време. Само не знам дали можеме да видиме, за жал не можеме да видиме, но како и да е. Гледаме дека претходно оваа иста средна вредност, сега јас верувам дека ова е на ваljda на месечно ниво, некогаш може да биде на поголем период, била поддршка за движењето на алткоин сезоната, ова е Total 3 индексот исто така, со тоа што после оваа акумулација која што покажуваме во претходната слика, веќе сме пробили над истата и оваа корекција која што добивме од март па до сега е буквално ритест на оваа средна вредност која што понатаму очигледно би представувала поддршка на алткоин сезоната. Значи се повеќе и повеќе индикатори ни покажуваат дека сме што поблиску до алткоин сезона. И уште еднаш се враќаме на оно што го кажаме на самиот почеток, значи се ногаме на екстремно низок индекс на алткоин сезона индикаторот, кој што најчесто и најавува голема алткоин сезона. Како и да е, тоа е оно што го гледаме моментално, сакав да го споделам со вас и овдека можеме да видиме дека имаме голем пад, значи повторно на Илинден, што да кажам, гледаме голем пад на RSI, средната вредност на RSI е 43, што го прави да биде многу под неутралната вредност на, како средна вредност на сите овие најголеми алткоини. Со тоа што гледаме големи имиња кои што се ногеат длабоко под, практично ова е на кај 30, каде што веќе се однесува како препродадено. Значи, може би не гледам ништо препродадено директно, но овдека може да видите доста битни имиња како Engine, HBAR, Atom, Matic, Arbitrum, Gala Games и така натаму, кои што се ногеат доста ниско кога станува збор за волку висок временски интервал на RSI. Така да ова е чисто да видите дека има голем потенцијал за купување, тоа ние го направивме во рендер ако се сеќавате. Значи пред само 2 дена купивме 2% плюс во нашето портфолио во рендер, имаме одредена количина која што се уште ја чуваме во однос на очекувањата да видиме дали ќе има потенцијална ескалација на Блискиот Исток, затоа што и Иран
и Хезболах во Либан најавија удар врз Израел, така да останува да видиме што ќе случи со тоа и затоа ги чуваме овие средства на страна. Следна битна вест е сега, навлегуваме во оние три битни вести кои што ги имаме за АСИ. Тоа е нели практично спојувањето на AGIX, Ocean и FET, Render и Matic. Тоа се трите основни вести кои сакам да исподелам со вас, затоа што верувам дека поголемиот дел од вас сте инвеститори во овие проекти, со тоа што многу битна работа која што треба да забележиме. Значи тоа што ни кажале до 15 јули не можете секогаш да ги држите за збор, некогаш се потребни поголеми временски периоди кога испаѓаат компликации. Мене ако ме прашувате, многу е побитно ова да биде реализирано, макар и тоа да потрае. Наспроти тоа да на некој начин, нели, као мора да биде до 15, се разбираме, нигде не се брзаме. Не верувам дека некој од вас сега ќе почне да ги продава овие токени, така да не гледам зошто толку е битно да биде се точно на датум, да бидеме реални. Значи на секој ако му е потребно нешто подолго време да го направи како што треба е подобро, отколку да не го направи како што треба, па после да испадне некаков проблем, хак и така натаму. И сега ако преминавме преку нели делот со плаќање, значи до 15 јули најавија не се случи. Но се наоѓаме во последниот дел од првата фаза каде што AGIX и Ocean токените треба да бидат споени со FET. За кога тоа ќе биде направено да може да биде интегриран FET како ASI, односно ASI токен во новата Artificial, само да видим како беше точно името, Artificial Super Intelligence Alliance. Е сега, ова е официјално пост од Fetch AI на нивната страна. Многу е битно кога правите ваков тип на трансфери на токени преку мостови и така натаму, да барате официјални информации на нивната страна. Каде што на оваа нивна страна јасно пишува, че ова е пред отприлика 30 дена, но дури сега гледам дека е активен овој мост. Односно, погледнете сега што треба да се направи. Овдека е детално опишано што се случува, со тоа што на овој линк овде, Singularity DAO DApp, кој што ќе го најдете, значи овој линк од страната и самиот singularityDAO.ai, migrate-ASI, ќе го најдете како линкови овие два ќе ги најдете во дескрипцијата на нашето видео, истото ќе биде и со рендер, истото сега во оваа ситуација нема да биде со Matic затоа што нема се уште линк. Но можете и сами да ги најдете на интернет и секогаш барајте од нивните страни затоа што може да се случи да значи да најдете некаков тип на замка, се разбираме, некаков фишинг атак, како и да е. Што е овдека битно сега? Овдека практично јас ова ќе го правам во недела затоа што денеска немам време, но битно е да имате MetaMask за двата токени, за Render и за ASI, каде што вие треба да го конектирате вашиот MetaMask или пак некој од овие wallet-и, видете што имате нормално. Со тоа што откако ќе сега ако веќе сте имале вие AGIX или Ocean наменувачници, според тоа што поголемиот дел менувачниците ќе го направат тоа за вас. Доколку немате како мене, затоа што јас ги чувам моите токени моментално на Cold Wallet, морам да ги префрлам моите AGIX токени на MetaMask, така, значи на Ethereum мрежата. Јас овдека треба да ги префрлам моите токени на Ethereum мрежата и откако ќе го направам тоа, треба да ги трансферирам во FET. Значи овдека буквално ви е дадено чекор по чекор како се тоа треба да се направи, многу е едноставно, само треба практично да се конектирате и ако имате AGIX токени да ги претворите во FET токени. Значи овдека автоматски ќе биде претворени според значи веќе оној ratio, она соодност кој што беше веќе најавен, не знам, една година наназад практично. Значи и откако ќе бидат така направени, јас ќе ги вратам истите овие FET токени назад на мојот новчаник, каде што автоматски потоа ќе бидат направени да бидат ASI токени. Се разбираме, тоа е оној втор дел од фазата каде што сами ќе го претворат FET токенот во ASI токени. Се разбираме. Значи тоа е наједноставно сега, тоа е реалноста, така треба да биде направено. Знам дека е малку комплицирано, ако не знаете, најдете некој кој што го разбира се тоа да ви помогне, затоа што пак вклучува дел каде што треба да се конектирате со MetaMask, да одобрите, треба да имате и Ethereum, исто тоа да го напоменеме и за Render и за FET, треба да имате одредена мала количина на Ethereum, јас затоа имам негде околу 15, ако треба и ќе додадам, каде што овој Ethereum ми е потребен за трансакции, без тој Ethereum јас нема да можам да ги трансферирам AGIX токените во FET, исто како и Render токените. Е сега, тоа е се што треба да направите. Значи уште еднаш, овие два линка ќе бидат во дескрипцијата на видеото, отворете ги, следете ги и се што треба да направите ќе биде објаснето овде. Наједноставно, буквално само го конектирате вашиот wallet и ги претварате тие AGIX токени кои што сте ги депонирале или пак Ocean, нормално зависи какви токени имате,
во FET токени, кои што потоа си ги враќате назад на вашиот cold wallet. Тоа е она што јас планирам да го направам, нормално секој од вас си планира за себе си. Тоа е како треба да ги претворите во FET, а натаму е нивна работа да го следат овој процес и да ги претворат во ASI и така натаму. Сега, и да, не заборавајте дека од сега FET, ако видовте на нашите последни анализи, каде што ASI токенот практично сега е FET токенот, значи FET чартот и понатаму останува, истиот понатаму ќе биде практично само претворен во ASI. Значи тој чарт ќе го следиме за, нели, што се случува со цената на ASI токенот. Додека rendernetwork.com е официјалната страна на Render, така, каде што на врвот го имате ова upgrade to Solana. Значи моментално Render го прави ова промена од Ethereum на Solana блокчейнот. Не сум нешто посебно радосен за ова, но тоа е реалноста. Ако сакате да инвестирате, немате друг начин. Со тоа што на ова, кога ќе кликнете на овој линк овде, ќе се отвори ова upgrade.rendernetwork.com. Тоа е официјалната страна каде што детално сега овдека не е објаснето, затоа ќе има уште едно видео кое што ќе ви го доставам. Значи овдека ви покажува повторно како преку MetaMask или Wallet Connect, на исто така можете повторно MetaMask да го трансформирате рендер од Ethereum во Solana, практично да направите апгрейд. Со тоа што како се прави тоа, значи јас ќе го копирам ова видео каде што walkthrough, буквално имате видео на овој линк, само поради некоја причина се замрзна. Значи на овој линк имате видео точно како да го искористите оваа алатка за да го надградите вашиот рендер од Ethereum во Solana и потоа да го вратите назад. Повторно, доволно ви е MetaMask со тоа што овдека, ако кликнете Select Wallet и ако одберете MetaMask, ќе ви побара да го инсталирате овој solflare.com. Тоа е практично надградба на MetaMask новчаникот, каде што ви дозволува да имате и Solana коини. Еве го тоа. Значи акаунт на solflare.com. Така да морате да го имате ова многу едноставно. Само кога ќе дојдете на оваа страна, кога ќе кликнете Select Wallet и кога ќе го одберете MetaMask, ќе ви каже автоматски дека треба да го инсталирате ова, значи ова е софтвер кој што е во ред, ви дозволува практично нели да го инсталирате ова како надградба на вашиот MetaMask да може да поддржува и Solana токени. И на тој начин вие практично на истиот тој MetaMask, ако си го додадете вашиот рендер, зборувам Ethereum верзијата на рендер, и потоа го промените во нели Solana, истиот ќе се појави практично на овој дел овде. Значи кога ќе кликнете на MetaMask, потенцијално би требало да се појави овде на само да видам каде беше. Да, овде треба да се појави во овој акаунт на. Добро, овдека веќе сум кликнал и затоа и се појавува, само да видам каде ми отиде. Практично ќе ви даде како посебен линк ова solflare.com портфолио кога вашиот MetaMask е уклучен, затоа што вие практично сте на самиот MetaMask. Се разбираме, ова е на MetaMask. И овдека ќе ви се појави како токен затоа што веќе сте го смениле. Че верувам дека ова не е толку страшно за правење, не сум го направил лично, но истото планирам да го направам и јас. Значи овие линкови исто така ќе бидат на дескрипцијата на нашето видео. Значи using the Solana Upgrade Assistance Tool. Погледнете го ова видео, ви кажува точно чекор по чекор каде да кликнете, што треба да направите за да го завршите овој трансфер на рендер од Ethereum на Solana. Значи знам дека е малку комплицирано, но тоа е реалноста, значи мораме да научиме да го правиме ова, затоа што од време на време бара од нас да бидеме активни. Тоа е еднаш во колку? Во цела година, така. Не е толку страшно, само следете ги инструкциите. Следна битна работа која што треба да напоменеме е за Polygon. Значи Polygon на 4 септември планира да направи трансфер од Matic во Pol токени. Една битна работа за Matic и за Polygon како проект. Јас имам многу големо трпение затоа што овие луѓе спремаат многу големи работи. Да не забораваме дека истите направија CDK, односно Chain Development Kit, и има многу блокчейни кои што се развиваат матично на Polygon Proof of Stake мрежата Layer 2 на Ethereum, кои што понатаму потенцијално ќе го користат Pol токенот. Односно Pol токенот нема да биде само за стейкинг и за газ, значи ево дека тоа е прецизирано, значи стейкинг и за газ, туку ќе биде и за многу повеќе различни, да речем, типови на акции кои што ќе може да биде превземени како на Polygon, така и на останатите блокчейни кои што ќе бидат развивани преку CDK, Chain Development Kit. Со тоа што уште од 25 октомври, сега тука е она полемика, гледав некој прашање од типот зошто има два токени. Не, нема два токени, има договор за новиот токен кој што е Pol,
а се уште постои стариот токен. Со тоа што на 4 септември, сега останува да видиме како тоа ќе биде реализирано, овде ќе има некои идеи дека ако вас ви стои Polygon на самиот Polygon POS, односно на Layer 2 на Polygon, тогаш автоматски истиот ќе се трансформира во пол. Се разбираме, 1 на 1, значи нема да има никаков друг сооднос, ќе биде 1 за 1. Еден матик за еден Polygon, пол токен, додека на останатите како Ethereum и не знам приватни менувачници, Cold Wallet и така натаму, потенцијално ќе треба да направиме нешто слично како што е ситуацијата со Render или со ASI. Останало да видиме сега, за сега се уште не е најавено. Она што го знаеме моментално е дека практично они веќе го имаа стартувано и тоа беше само да видам точно кога. Значи они го имаа стартувано овој договор така речено, значи истиот токен веќе постои, 16 јули, значи пол токенот официјално постои и е во тестнет фаза. И до 4 септември имаат 6 недели да проверат се дали функционира како што треба, пред конечно да го трансформираме нашите матик токени во пол токени. Тоа е се што знаеме за сега, останува да го проследиме ова понатаму ако има нешто ново, но сега за сега тоа е се што имам да кажам за овој дел, се уште нема скрипти, не знам, линкови, трансфер, бриџови и така натаму. Ова е многу битна вест. Значи знаете дека на нашиот канал го следиме ова затоа што имаме непосредно, тоест во исто време паралелно две тужби од SEC, една кон Binance, а една кон Coinbase. Со тоа што тужбата кон Binance и кон Coinbase има различни токени кои што се опфатени во овие две тужби, каде што некои од истите се присутни на двете, некои се уникатно за едната и за другата менувачница, каде што SEC за сите овие токени заедно во овие две тужби тврди дека представуваат хартии од вредност. Сега зошто е ова толку битно? Затоа што на Binance, тужбата против Binance, на 30 јули петардите од SEC побарале повлекување на барањето од судот да одлучи дали овие токени се хартии од вредност, односно практично му наложува на судот да одлучи дека овие токени се хартии од вредност. Што значи, сите овие токени кои што се опфатени на страната на Binance, моментално нема SEC да притиска да биде одлучено дали се или не се хартија од вредност, меѓу кои BNB, Solana, Cardano, Polygon, Cosmos, Sandbox, Decentraland, Axie Infinity и Koти. Што значи дека ова е многу позитивна вест, затоа што во оваа ситуација SEC практично се откажува од понатамошна постапка кон овие токени, која што практично ја врши преку оваа тужба на Binance. Затоа што ако судот одлучил дека овие се хартија од вредност, тоа е дупла штета, како за Binance, така и за целата криптозаедница. Така да ова е многу позитивно. Да се надеваме дека истото ќе се случи и во случајот против Coinbase, но ако тоа се случило во Binance, не гледам причина зашто не би се случило и во другата страна во Coinbase случајот. Значи, иако се уште не е готово, гледаме дека полека се движи во корист на криптосекторот, посебно затоа што веќе најави Чичко Трамп дека ако го одберат за претседател на прв ден Гери Гангстер ќе јаде клоци и ќе си оди од работа. Значи, ајде да се спремаме, тоа ќе биде ден за славење. Јас сум спремен. 1 јануари ќе биде многу добар дедомразовски поклон, со оглед на фактот дека ми го засра поклонот за Бајден. Се договаравме уште еден мандат. Не убаво дедомраз. Но ова ќе биде утешна награда, би прифатил и Гери Гангстер да биде избркан од SEC, со тоа што Трамп не вика само дека ќе биде избркан, туку ќе биде назначен човек кој што е практично про-крипто. Тоа е крајно позитивно. Она што го зборувавме, сега го гледаме, значи, како да ви кажам, како да сме знаеле. Ethereum Spot ETF, нема да должам премногу, затоа што веќе неколку пати сме разговарале, вчера со Николо исто така спомнавме околу истиот овој, за да нема да премногу да навлегувам во него, но од првиот ден кога имаше неверојатна ликвидација на скоро пола милиарда од страна на Grayscale, стигнавме до само 78 милиони на 1 август. Со оглед на фактот дека ова видео е правено на 2 август, доправа ќе видиме колку ќе биде во текот на 2 август. Идејата е дека се повеќе и повеќе се намалува количината која што се продава од Ethereum од Grayscale фондот. Тоа е крајно позитивно затоа што на крајот од денот колку повеќе се намалува притисок, толку повеќе доаѓаме кон позитивно движење на Ethereum цената и нели акумулирањето на Ethereum од страна на во оваа ситуација Ethereum Spot ETFs.
Така да ова е крајно позитивно, уште еднаш ќе напоменам, се движиме точно како што треба. Ако не сте го погледнале вчерашното видео, подкастот помеѓу мене и Никола, би ви препорачал да го погледнете, посебно затоа што имаше доста прашања од страна на заедницата кои што нели сакаат да слушнат второ мислење, така да ќе слушнете второ мислење од Никола за сето ова, но јас детално објаснив таму околу Ethereum Spot ETF. Имаме неколку интересни вести за XRP, меѓу кои првата е дека официјално на XRP Ledger-от OpenEden, значи ова е некаква компанија која што јас искрено не сум ја видел до сега, морам да признаам, но не е мала компанија со оглед на фактот дека оваа компанија веќе има, верували или не, 75 милиони TVL, Total Value Locked во T-bills, односно ова се оние краткорочни значи treasury bills кои што се не замислам дека се до 6 месеци или до една година ако не се лажам. Значи дека ова е практично компанија која што ефективно токенизира американски долг. Со тоа што истите сега ќе почнат тоа да го прават на XRP Ledger и се чека отварањето официјално и на XRP stablecoin-от кој што ќе биде директно користен со цел да се купува. Значи практично што се случува овдека? Сите оние кои што сакаат да заменат долари за XRP stablecoin-от, ќе ги инвестираат овие долари, ќе добијат stablecoin на XRP, а додека во исто време Ripple 10 милиони од овие, сега дали ќе бидат овие или ќе биде некој негов приватен капитал, ќе бидат инвестирани директно во овие T-bills, односно ќе бидат токенизирани во US Treasury Bills. Така, како и да е, идејата на ова е дека како што тоа го прави Tether, како што тоа го прави Circle, сега и на Ripple ќе му биде дозволено преку оваа OpenEden компанија да може оние пари кои што ќе ги добие за стейблкоинот со цел да изминта стейблкоини и да ги даде во употреба, да наместо ги чува во пари, ефективен кеш, да ги чува во краткорочни мурикански должнички обврзници. Така да на тој начин може да направи енормен профит. Тоа ќе го покажеме во следните вести за економија и биткоин, каде што ќе ви покажеме дека и Circle и Tether моментално прават бесни пари, затоа што краткорочните менувачници на Америка моментално се во reversed yield територија и даваат огромни проценти на профит. Значи, замислете за 3 месеци добивате 5% чист профит, така. И замислете ова да може да го правите со милиони, така. Значи милиони кои што вие практично сте ги токенизирале во XRP stablecoin, така. Значи тоа е она што е многу позитивно за оваа компанија, а верувам дека ќе се одрази нормално и на самиот XRP. Сега, моментално ова е малку постаро, 10 дена, но уште еднаш сакам да напоменам дека се наоѓаме на самиот крај на оваа тужба, ако ништо друго барем на првиот циклус до завршување конечно на овој случај, кој што веќе трае повеќе од 3 години, каде што и самиот Бред Гарлингхаус најавува дека очекуваат во многу скоро време да имаме заклучок на оваа тужба. Не верувам дека оваа тужба ќе продолжи понатаму, посебно со оглед на фактот дека се повеќе и повеќе е веројатно дека Трамп ќе дојде на власт, а тоа значи прокрипто администрација и ако си отиде Гери Гангстер, верувам дека овие тужби веднаш ќе паднат во вода, но ако мене ја прашувате, јас би подобро тоа да се случи сега отколку да чекаме до јануари. Значи колку побрзо се заврши оваа тужба, сите знаеме дека толку побрзо сето ова ќе се одрази позитивно на цената на XRP и во исто време Ripple моментално има ново партнерство со компанија која што се нарекува Next. Значи тоа е практично стартап компанија или стартап да речем платформа каде што значи оваа компанија во Бразил им дава на оние луѓе кои што сакаат да направат финтек компанија, значи finance technology компанија која што ќе биде базирана на блокчейн, да добијат практично во оваа ситуација инфраструктура и помош од големи компании како Ripple. Со тоа што значи овие две компании кои што веќе се одбрани од оваа стартап Next платформа, ќе се занимаваат со плаќање, асет токенизација, кеш менеджмент и позајмување на средства. Така да во оваа ситуација е значи клучно понатаму гледате дека Ripple веќе се вклучува не само во партнерства, туку и во развивање на компании кои што матично ќе бидат веќе во партнерство со Ripple уште на самиот почеток. Значи развива компании кои што понатаму ќе се занимаваат со DeFi сектор, значи паметно страна на Ripple, но нели, многу од вас не го сакаат, како и да е, јас сакам ова да го споделам со вас затоа што верувам дека е битно. Сега имаме неколку вести околу Solana. Значи BlackRock моментално вели не на Solana ETF. Тоа не значи дека нема да има Solana ETF, тоа значи дека BlackRock не е заинтересиран.
Во оваа статија на кратко они буквално кажуваат кои се причините, вели технички проблеми, проблеми со ликвидност и потенцијални маркет манипулации се причините поради кои што не се заинтересирани за Solana, и тоа ова доаѓа од високи представници на BlackRock, меѓу кои ова е представникот кој што се занимава исклучиво со Samara Cohen. Тоа е CEO на BlackRock за ETFs, значи дека е доста голема фацка таму, како и истото доаѓа од, сега не знам што е овој, Head of Digital Assets, Роберт Митник, исто така во BlackRock. Значи дека високи представници кажуваат дека не се заинтересирани за Solana, затоа што практично има технички проблеми и се уште не е доволно зрел. Но, тоа не значи дека нема да има ETF, односно, Франклин Темплтон, еден од оние кои што поседуваат и Ethereum и Bitcoin Spot ETF, како и веќе аплицираните, само да видиме каде се. Значи веќе имаме две компании кои што аплицираат, тоа е Vanek и 21 Shares, исто така поседуваат и Bitcoin и Ethereum Spot ETF во Америка, аплицираа за Solana ETF. Франклин Темплтон се уште не е, овие две имаат аплицирано. Значи дека се уште има интерес. Тоа не го менува фактот дека потенцијално Solana ETF ќе добиеме. Можеби не е толку брзо како Ethereum и Bitcoin, но очигледно и понатаму ќе продолжи оваа процедура затоа што овие веќе аплицираат, се разбираме. Значи сега тоа што BlackRock нема да им се приклучи, не значи дека овие компании не можат да продолжат со процедурите. Само што кога ќе видите дека и BlackRock стои позади ваков тип на апликација, тогаш знаете дека 99% е завршена работа. За разлика од тоа, овдека нема да биде толку сигурно, затоа што не можеме да кажеме дека од Vanek и од 21 Shares или Франклин Темплтон може да направите толку голем притисок како што може да направите со Fidelity и со BlackRock. Така да, во секој случај ова е се уште возможно и ќе биде крајно позитивно за сите алткоини, но нели е во тек. Сега, имаме еден голем проблем кога станува збор за технички проблеми на Solana. Значи, оно што постојано го зборуваме. Вчера, ако гледавте, со Никола споделивме нешто, сега еве најдов нешто интересно само што дошло. 31 јули, вика, премногу голема количина на ботови тргуваат на Solana и затоа има и толку голем волумен, што значи дека овој волумен е практично вештачки, каде што ние имаме дури поголем волумен од Ethereum. Односно, да не биде дека јадеме гомна и дека сме прочитале само нешто, значи еве го Dun, ова е, знаете, сами независна организација која што се занимава со on-chain аналитика, каде што прво она што го зборувавме вчера, значи погледнете, 23 јули, тоа е последниот ден што веќе е процесиран, 41% од трансакциите се неуспешни и гледаме дека тоа во просек е секој ден, но тоа не е доволно. Сега овдека можеме да погледнеме баш тоа што го зборувавме, погледнете. Половина од трансакциите на Solana се од ботови. Односно, погледнете овдека. Значи ова е Organic Trends на Solana DEXs. Значи сите децентрализирани минувачници на Solana и дали станува збор за тргување на личности, плаво или пак ботови. Каде што ако споредиме нормален ден можеме да видиме дека во глобала оприлика имаме исто толку ботови колку што имаме личности во однос на трансакции. Погледнете. Значи ова е може да видите на црниот дел каде што се движи моментално, може да видите колку големина во долари трансакции биле процесирани од ботови, а колку од личности. Ова се оние liquidity ботови кои што моментално се користат за liquidity farming, а додека, значи гледаме дека буквално на Solana колку што има луѓе, толку има и ботови. Се разбираме? Тоа ви кажува значи дека колку е нели добра ова како проект. Пак ќе кажам, значи популярноста е тука, но само ја ви покажувам да видите колку е реален волуменот на трансакции и така натаму и дури имаме уште една интересна вест која што ќе ви ја покажеме после ADA. Тоа е во однос на меме коините кои што доаѓаат, тоа е многу битна работа која што треба да спомнеме. Значи, но прво би сакал за ADA да се задржам на оваа вест, а тоа е дека Chain хардфоркот е во тек. Зошто го велам тоа? Значи, ако се сеќавате, веќе направија node update на 9.1.0, кој што веќе 39% од вкупната количина на SPOs, односно Staking Pools Operators, го имаат интегриран. Односно, треба да го инсталираат овој node upgrade, за да може да се постапи со Chain хардфоркот. Сега, потребно е да го инсталираат 70%, а во претходните колку е таму 10-15 дена од како истиот интегриран, значи од како е направен овој Node Upgrade Kit, е веќе интегриран на 40%. Значи дека уште 30% од Staking Pool Operators ни се потребни, за да имаме доволно голема количина на нодови кои што ќе може да го интегрираат
ченг хардворкот. Не гледам причина зашто тоа не би се случило, сето тоа се одвива постепено. Знаеме дека ова и понатаму нели е практично влез во Волтер ерата, односно во целоста децентрализација на АДА. Тоа е крајно битно и крајно позитивно за овој блокчейн и одвај го чекам. Со тоа што следната вест доаѓа за мемекоините, значи веднаш прво да ви кажам, едно големо предупредување. Како ќе се движиме во следниот дел од булмаркетот? Очекувам уште поголемо засилување на мемекоините. Вести за мемекоини, еден куп срање кои што потекнуваат за мемекоини. Милиардери за мемекоини, $100 до 10 милиарди мемекоини. Таков тип на глупави вести кои што за жал ги тераат луѓето наместо да инвестираат во солидни проекти, да инвестираат практично во ваков тип на срање. Со тоа што pump.fun е страна која што е на Solana нетворкот и нели блокчейнот и се занимава буквално со креирање на мемекоини. Овдека се креираат мемекоини секој 3 секунди. Ова е се и се што мемекоини кои што се креирани од некого. Сега, зошто е ова толку битно? Што ова е една од најпознатите платформи за креирање на мемекоини, овдека може да креирате мемекоин за 5 минути, се разбираме? Значи, буквално ви требаат $20 и може да креирате еден мемекоин и да почнете да го продавате. Сега, зошто е ова толку битно? Ви една статистика која што е доста нова и е доста битна. Значи, ова е пред само 4 сати, на 2 август, како статистика, баш во однос на pump.fun. Вели, 98,6% од мемекоините креирани во pump.fun никогаш не стигнале дури ни до ланч. Се разбираме, значи станува збор за рагпулови, 98,6% од вкупната количина на мемекоини креирани на оваа страна. Зошто е ова проблем? Затоа што оваа страна ја користат крајно познати личности како Кейтлин Дженер, таткои на оваа како беше Курдашијанс, се разбираме, че ова се тие фацки и ги ја зелија која и да е. Значи за жал ги знам, за жал, но како и да е. Значи гледаме дека многу познати личности ги користат овие за pump and dump шеми. И ова само ќе се забрза, ова нема да се забави, тоа е проблемот. А во исто време ви стандардна статистика, повторно DUN, значи независна статистика, која што вели од почетокот на постоењето на оваа апликација, па до денес, до август 2024 година. Вика, вкупно успешни проекти кои што успеале да дојдат барем до лансирање, нели да почнат да функционираат како алткоини, 1,41% од сите креирани до сега. Тоа треба да ви каже колку генерално мемекоините се срање. И тоа што некој успеал да направи некој мал профит, тоа не го менува фактот дека 98,6% се срање. Имајте го тоа во предвид, бидете внимателни, јас не ви велам да не користите мемекоини, јас само ви велам бидете предпазливи. И ако веќе имате профит во ваков тип на инвестиции, не е лоша идеја да извадите од ваквиот профит за да не ви биде прекасно. Затоа што мемекоините многу лесно може да имаат ракпул, многу лесно може да се вратат од каде што почнале, а тоа е нула. Имајте го тоа во предвид. Сега, мурикански идиотизам. Трамп вети биткоин резерва, а што прави моментално ретардираната влада? Значи, знаете, сами пред само една недела, последниот викенд, во сабота, Трамп вети биткоин резерва доколку биде избран за председател. И буквално само 2 дена после тоа, ретардите во Мурика одлучија да преместат 2 милиарди, тоа е негде околу 20% од вкупната количина на биткоин кој што го поседуваат, ова е 2 милиарди во долари, односно вкупна количина од, сега ќе ви кажам точно овде беше запишена, 28.000 биткоини, да ги премести од оној основен новчаник каде што ги чуваат, а вкупно знаете дека имаат околу 218.000 биткоини, значи ова е, пак ќе кажам, негде околу 20%, да ги премести на друг новчаник во припрема, според тоа што нели некои од овие аналитичари овде го кажуваат, во припрема да бидат продадени. Односно, моменталната ретардирана влада на гериатриот Џо и таа Камилата, значи се спремаат буквално, препоставувам, да ги ликвидираат овие биткоин резерви со цел да не му дадат шанса на Доналд Трамп да го направи тоа. Дали ќе се случи или не останува да видиме, но не гледам причина зашто токму 2 дена после ова одлучиле да ги преместат овие коини и тоа да ги разделат во други волети и така натаму, освен ако тоа не е за припрема истите да бидат продадени.
ова ќе биде ненормална паника на пазарот затоа што Америка не продава туку така, нели, биткоин. Во оваа ситуација тоа баш и не ни е потребно, но тоа е реалноста и сакам да ве предупредам дека такво нешто може да се случи и дека ќе биде топ вести, дека ќе има фад. Не значи дека ќе продадам, само ви кажувам дека може да се случи и овдека многу добро кажано од страна на еден од овие да речем стручњаци, вели многу попаметно ќе било истиот да не го кажал тоа што го планира и да дојде на власт и да го примени, но па од друга страна како ќе собере гласови, се разбираме. Значи во оваа ситуација на Трамп секако му одговара да собере гласови и ако овие го продадат биткоинот, само ќе ги зацврстат тие гласови кои што ќе гласаат за Трамп, затоа што буквално го прават спротивно од тоа што народот сака во Америка. Како и да е, секако е позитивно за Трамп, да не се надеваме дека нема да биде негативно за нас, само толку имам да кажам. И последно, она што го зборувавме вчера со Никола, еве ќе го повторам уште еднаш, Русија само што одобрува биткоин и криптовалути за интернационална размена. To evade sanctions. Дали или не ме интересира. Нас ни одговара фактот дека истите моментално легализираат крипто за меѓунационална размена, односно истото може да биде користено дури од самата Русија за да прави трансакции со други земји. Не може една земја да има технологија, да биде врв, зборуваме една од најаките сили во светот, а другите да ја немаат. Тоа не може така, се разбираме. Значи, уште еднаш ќе се вратам на оној пример од Втора светска војна, каде што во исто време и Германија, и Русија, и Америка нуклеарно оружје и буквално во исто време од прилика сите овие земји, со исклучок на Германија нормално, успеале да развијат нуклеарно оружје, така? Затоа што ако една страна има нуклеарно оружје, а другите немаат, автоматски вие имате хегемон во светот. Тоа е она држава која што има најсовршено оружје во оваа ситуација за масовно уништување. Така да и во оваа ситуација ова е оружје за масовно уништување на финансиски план. Затоа што вие имате технологија која што моментално ги надминува сите санкции во светот, која што не може да биде контролирана од никој во светот. Значи, ваков тип на технологија е еднакво на нуклеарно оружје во Втора светска војна, да бидеме јасни. Така да уште еднаш ќе напоменам, имајте го тоа превид, моментално во што го гледаме е буквално нуклеарно наоружување на финансискиот сектор во светот. И за крај, како и секогаш, за оние кои се нови на нашиот канал, значи, прво, она што го работиме, гледате и сами дека го работиме без разлика на празник, без разлика на одмор, без разлика на лета или зимо, значи го работиме за македонците ширум светот. Жално е македонците повторно да бидат капитал за излез на големи играчи, затоа што најчесто како и секогаш ќе влезат последни на пазарот. Така да, она што до сега го имам направено, овие 1070 видеа кои што моментално ги имам направено на каналот, се за едукација на македонската нација да не биде последна, посебно во оваа технологија која што моментално е толку битна во светот. Се што барам од вас е да ни помогнете да го распространиме ова на што повеќе македонци, дали со ваша лична препорака или пак со лайк, шер, subscribe, комент, едноставно најосновните работи кои што може да ги направите за да ни помогнете за овие содржини да бидат споделени до што повеќе македонци, би ви бил благодарен доколку ни помогнете да го направиме тоа. Додека за оние кои се нови на нашиот канал, значи ова видео на врвот од нашиот канал представува содржинско видео кое што ќе ви даде идеја што и каде може да најдете на нашиот канал во однос на тоа дека имаме повеќе од 1000 видеа и многу од овие се едукациона материја. Така да погледнете ова видео ако сте нови и ќе ви стане јасно што имаме на нашиот канал. Додека во однос на секое друго видео во делот на дескрипцијата може да најдете прво што зборуваме и во кој дел од видеото, со цел да не може да го гледате цело. Може да ги најдете нашите социјални мрежи кои што би препорачал да ги следите, затоа што имаме многу повеќе информации од она што го објавуваме на самите видеа, постојано објавуваме информации, како и нашите два резервни канали на Odyssey и Rumble, и нормално за крај ги имаме и овие блокчейн адреси како и Купи ми кафе апликацијата. Значи и понатаму продолжуваме да работиме 0 евра по македонец, но некои од вас одлучуваат да не честат по некое кафе за нашата напорна работа. Тоа како и секогаш нормално на крај ќе биде акумулирано и транспарентно доставено до некоја македонска кауза. Во првите два случаи тоа беше доставено до една црковна организација во облик на помош во прехранбени продукти со цел да помогнеме на оние македонци кои што им е највеќе потребно. Понатаму ќе биде направено нешто друго во однос на тоа, нели, што во тој момент ќе биде потребно за македонците во Македонија. Така да ви благодарам за се до сега и се надевам дека ќе продолжиме понатаму со истото темпо. Поздрав и се гледаме во следното видео од Крипто Гемиџија.